Ви благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Пред нас се наоѓа предлог програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2025 година. Како предлагач, како представник на предлагачот, кој што е Комисијата за култура и туризам при Собранието на Република Македонија, чест ми е да дадам кратка информација во однос на програмата. Најпрв сакам да ми се заблагодарам на сите оние институции во државата кои што одговорија на повикот на Собранието за давање предлози за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2025 година. На наша радост пристигнаа доста предлози и се од различни видови, од различни институции, значи од сите национални институти, државни универзитети, центри за култура, заводи за заштита и музеи, библиотеки, останати здруженија, сојузи и невладини организации во државата, сите оние кои што се забават со дејноста од областа на културата, но и од областа на општествената одговорност генерално во државата. Исто така беа испратени дописи до град Скопје, како и до сите општини и посебни единици на локалната самоуправа во Република Македонија. На дописот одговорија 47 институции кои што доставија над 200 предлози, а 6 институции информираа дека за 2025 година немаат никакви предлози. Врз основа на член 134 став 1 од деловникот на Собранието, Комисијата за култура и туризам формираше работна група во состав од Салим Сулемани, Велика Стојкова Серафимовска, Павле Арсовски, Дијана Тоска, Сања Лукаровска, Драган Недилковиќ и Бејџан Илјас. Работната група ги разгледа сите добиени предлози од аспект на тоа дали ги исполнуваат пропишаните критериуми за оваа програма и согласно неколкуте работни средби кои што ги имавме, дојдовме до ова предложена програма, која што е составена од 101 точка, односно 101 јубилејна годишнина на значајни настани и истакналите личности, и сите тие се вградени во историскиот развој на Македонија и со своето дело ги афирмирале начелата на хуманизмот и општо цивилизацијските вредности. Почитувани колеги, станува збор на вистина за една убава годишна јубилејна програма во која што се застапени и настани и личности кои што оставиле свој траг во создавањето, во градењето на Македонија како држава. Имаме и 100 годишници, имаме и 150 годишници, имаме и 80 годишници, како и годишници од понови настани кои што се востановени во времето на независна Република Македонија. Јас сакам да истакнам дека оваа програма исто така има и мултиетнички карактер кој што го одразува нашата мултиетничка состојба во општеството и се однесува на покажување почит помеѓу различните етнички заедници кои што живеат во Македонија, кои што со векови создаваат соживот во нашата држава. Оваа програма нема финансиски импликации, што значи дека не значи дека ние треба да доделиме средства на одредени институции, не. Институциите веќе почна некои од јубилеите сами да ги одбележуваат. Дури морам да напоменам дека малку и доцниме со оваа програма, но станува збор за програма која што ја гради државната меморија на Република Македонија, односно програма во која што со објавувањето во службен весник ние оставаме трага за настаните личностите кои што оставиле белег во градењето на Македонија. Уште еднаш потврдувам, значи потенцирам дека ова е навистина еден сериозен документ кој што ја гради нашата државна меморија, бидејќи утре, ако нашите деца погледнат во службен весник што сме прославувале таа година, ќе знаат дека тие личности, тие настани оставиле трага во градењето на општеството и на државата, и затоа ве замолувам да ја поддржиме оваа програма, која што, морам да напоменам исто така, не е издадена изминативе 7 години. Значи, ние 7 години, како да не сме имале држава, немаме никаков траг од нашата државна меморија, и затоа замолувам после 7 години да ја поддржиме оваа предлог програма. Ви благодарам.